Дечко, од кај си? Кој си? Дојдени од копелјаци, завршиле факултет, имале нивните пари, пошто црвена буржуазија ги пратиле по светов да студираат постдипломски докторати, се вратиле назад, одма влегле у партија, одма по функции партиски, одма кој по парламенти дремел тамо, цела кариера му е помината у парламент, а сегде има такви у секоја партија, знаеме за ти еден ден работен стаж, нема, цел живот му е у парламент. Цел живот му е у партија, цел живот директор, цел живот, пола живот министер. Од 20 години работен стаж у политика, тоест у парламент, 10 години, 8 години министер бил. Другите години бил директор на фирми нова. Но, тоа си е нивниот крст на социјалдемократите, што ќе треба да си го носат, они од реформирање нема да добијат ни Р, нов почеток може да им биде само на нивните досегашни функционери у Шутка и у Идризово, кај другар ми Муса, тамо, малце зајтинчето тука вака, па уште ќе му ове, и така да и подмачка малце, на шише зајтин, тамо е така редот, кој ќе дојат вака фраерчиња на батерии, и така е редот, го викаат Муса, шишето зајтин вака, 50 евра му даваат вака, и он со шишето зајтин и, нели, за да ги одработи тие 50 евра, има разни вештини што може да ви ги направи, тамо, да знаете, така да од нов почеток немате вие ништо. Вие сте партија у терминална фаза на умирање. Но, не ме слушате, не си мислат па нешто да штрпнат, па да си одберат некој лидер, кога ја ги е нешто пак да искористат уш еден мандат, у смисла не уште еден мандат, него уште еден изборен круг, па да се надаат пак така на 15-16 пратеника, па за тоа да земат пари у партијава, колку толку да се одржаваат што подолго, но јас им реков, на следните парламентарни избори 5 пратеника нема да имате, тоа бидете убедени, Македонец за вас више никогаш нема да гласа, и тоа бидете убедени, и уште една работа бидете убедени, секој од нас, колку може, ќе прави, колку што му се можностите и просторот на кој што се појавува, дали е тоа јавен простор, приватен простор и така натаму, да направи се што дозволува неговиот интелектуален капацитет, физички капацитет, умствен капацитет, духовен капацитет, да направи се никогаш повеќе, да не се доближите до власт у Македонија. Никогаш повеќе. Деца мои, не толку мили на некогашната црвена буржуазија. Вие сте зло, чисто зло за македонскиот народ. И ебете се со тие ваши ситни либирчиња, пуни себе, што сакаат да го скријат својот егоизам преку ефтина демагогија. Не, сега сме ние тим. Немој да слушнам, некој забранувам, да ми се обраќате со ти, ја, нема тоа кај мене, тим само, тим. Оти ова битно, новиот почеток на СДС си покаже вака на табла. О, земјо, отвори се и прокутај ме со се чорапи. Ете тоа. Но поентата пак ми беше, ќе кажам, она рецитација што ја кажав на почеток, дека само малку трпение, од другата страна имаме опасни хиени, внатре имаме опасни мршојади, кои што го носат перието на петата колона, кои што се добро платени, добро обучени, да работат против македонството, да работат на агендата негација на македонскиот идентитет и на македонскиот народ. Апел до ВМРО ДПМНЕ
пофаќајте ги овие гомна шо побрзо. Ако се заштитени, имате вие начини тамо како да ги наместите, како да се откријат, пофаќајте ги, осудете, протерајте ги од држава као персона нон грата, во множина, нели мислам, ако еднина се изразив, као персони нон грата, и пак ќе ви кажам, чистете ја полека државава од убашвабите, стениците, паразитите. Знам, има луѓе кои што во одредени структури деновиве побарале нулта толеранција, луѓе кои што многу ги почитувам, кои што се сеа дел од оваа власт, во одредени структури побарале нулта толеранција за корупција, за криминал, за национални предавства и преминување на сите линии црвени, што се однесува до македонскиот идентитет. Послушайте ги луѓето, затоа што токму и така настапиле. Ако сакаме луѓе да правиме држава, дајте да направиме нулта толеранција за овие работи. И само тоа е насоката која што може да не извади од лајнава во кој што не донесува одродените предавници на македонците од Социјалдемократскиот сојуз. И уште еднаш, трпение, против хиените не можеме само со добри финти и од старт да, затоа сум свесен, и од старт да ги откриваме сите наши намери. Мора да играме мудро, лукаво, да мислат, мада они не можеш толку лесно нив да ги прелажеш, но постојат начини, разни мали лукави работи, како да ги натераш, да ти дадат време, да застанеш на нозе. Она е сега најбитно, новата власт да може да застане на нозе, да види кај се шосе, да исчисти, да приготви терен, за евентуално утре, заутре, многу брзо да почне да ги следува работите од корен. Во таа смисла, потребно е малце, може би, трпение од сите нас, иако знам повеќето од нас не сме такви, и нормално, баш заради тоа што не сме такви, ние сме најпогодни, најизложени на таа пропаганда што ќе доаѓа од сите непријатели на македонскиот народ, од сите тие глобализацијски елити кои што фрлаат илјадници евра овдека за таа пропаганда да биде што моќна и што побрзо да делува на нас, за да ни создаде чувство на немоќност, на безизлезност, на дефетизам, да продолжиме да размислуваме утерк, ете, сите се исти, нема друго, тоа е тоа, дај да си го дадеме газот под кирија, па што, Гоце Делчев ако сака да е бугарин, нека е бугарин, дај само да влеземе у ЕУ, да... Тоа е, се целите, таргетите на таа пропаганда, не заборавете. Иако е убаво да си игра за око, ќе мора малце да бидеме стрпливи, сакаме сите да видиме добра финта, гол со пета, со ножички и така натаму. Но потребно е понекаш кога играш со, кога од друга страна ти се луѓе кои што не ги почитуваат правилата на игра, кои што го имаат купено судијата, и имаат купено цела федерација, кои што можат лесно да наместат да изгубиш утакмицата. Многу е важно понекогаш да се обидеш да ги надмудриш вака или онака. Ете, толку од мене. Уште еднаш стихот од Забрањено пушење. Вика: и сада у миру истражног затвора често размишлям о риечи рахметли бабе Атифа у ријетким тренуцима када овој био триезен. Сине, вели, кој игра за рају, а занемарuje тактику, завршит ќе кариеру у нижерасе едно од вратни.